Неколку минути одвојуваме за едни млади луѓе кои што одлучија да шират убава хумана мисија. Пролетта е убаво време за да прошетаме и да ги видиме сите убавини на нашата земја, но секако ако времето е добро. Постојат едни млади луѓе на кои што ниту лошото време, ниту врнежите од дожд и снег не им беа пречка да им помогнат на луѓето на кои што во овој период помош им е најнеопходна. Велам добро утро за Марио Шаревски, Ена Димовска и Кирил Трајковски. Добро дојдовте во Македонија на утро. Добро ден. Единствена Македонија е групата која што вие ја организирате и формирате, која што првично беше со идеја да патува низ Македонија, ги посетува убавините на нашата земја и да види што се ние имаме, а не откриено. Меѓутоа, некако полека дојдовте до идеја да се ова го претворите во една убава хумана мисија. Од каде идејата? Зошто? Значи, нашето друштво како млади луѓе кои што се влюбеници во природните убавини, во се она што е единствена нашата земја Македонија, постои што првите видови на нашето запознавање и дружење што средно училиште и факултет. И огромната желба да придонесеме и да помогнеме за нашата земја Македонија доведе до тоа во јуни 2010 ние официјално да се регистрираме како Сдружение за истражување и проучување на културно-историското минато, географијата и природните убавини на Македонија. Меѓутоа ние немаме формално членство, ниту пак раководство и сме отворени за дружење идеите на сите млади луѓе и граѓани. И едноставно се решивме да се организираме се со цел за да може да действуваме во јавниот простор, односно да организираме јавни настани, добротворни доброволни акции за помош, да издаваме книги, научни трудови за Македонија. И во тој поглед, бидејќи ние сме големи људеници во Македонија, сакам само да напомнам дека во моментов би искористила прилика и би се заблагодарил да најавам дека ние работиме на еден проект на преведување и издавање на книгата материјали по изучувањето на Македонија, напишана од македонскиот револуционер Ѓорче Петров од 1896 година. Во Мидов собираме парични средства за печатање, потоа неа бесплатно ќе ја делиме, ќе распространуваме по училишта, културни установи, планинарски домови, туристички друштва и сите оние места каде што може да се шете служи во Македонија. Нешто што напомнав дека е заедничко и го делите, тоа е хуманата мисија по катастрофалните поплави кои што се случија во нашата земја пред некој месец. Имаше наистина големи последици, многу семејства останаа без домот, без основни средства за живот. Вие се обединивте, собравте хуманитарна помош и заминавте за Пелагониско. Така, со возот на солидарноста заминавме за Пелагонија, каде ги посетивме селата Вашарица, кој беше едно од, за жал, најпогодените, и Ивањевци. Состојбата на терен беше тешка и незавидна, но не и претерано застрашувачка. Луѓето кои ги сретнавме работеа на своите имоти, ги санираа штетите кои ги надојдоа со поплавите. Сепак тие набргу повторно беа поплавени, бидејќи со едно мало истражување кое ние го направивме за историјата и географијата врзана за тие подрачја, со самата нивна местоположба тие се склони кон вакви поплави, така да ги замолуваме сите кои што се во можност да помогнат со санитарна опрема и со гумени чизми и со се што би им било од корист на овие луѓе, бидејќи во наредниот период ќе имаат потреба од тоа. Тука нема да застанете, оно што ми е многу важно да го споменеме. Сите собравте од нешто што имавте по дома, купивте средства кои што им се потребни, и облека, и за хигиена, и исхрана. Колка беше интересот на граѓаните кои што не се дел од единствена Македонија, сакаат да дадат дел од себе за помош на поплавените подрачја? Морам да кажам дека интересот беше многу голем и значи имаше многу голема заинтересираност, бидејќи не донираа само луѓе кои што не се во единствена Македонија, туку имаше и црковни храмови кои што дел од работите што ги имаат собирано ги дадаа токму за оваа акција.
Исто така имаше и млади брачни парови кои што нели за охрабрување за останатите, кои што успеа да одвојат од нивните приходи за оваа акција, како и нели покрај тоа што нели самите ние го донесовме, ги однесовме тие работи, имаше и доста многу што имаше од страна. Друго што сакам да кажам е дека има и луѓе кои што нели не успеа со самото тоа што не успеа да дојдат, успеа да остават некојаш и парични средства кои што ние понатаму ги нели употребивме правилно со тоа што купивме намирници и останати работи потребни за домакинството кои што ги однесовме на тие семејства, но не семејства кои што најмногу ни е потребно. Те да не заборавам сега да искористим оваа прилика да им потаме на голема благодарност за сите тие што го сторија токму. Напоменав дека она што вие сите го сакате е прошетката и посетувањето на сите природни барни кои што ги има Македонија. Секоја хумана мисија ја завршувате со една таква прошетка. Каде бевте по посетата на поплавините семејства во Пелагонеска? Најбавото место го досега каде што според мене, верувам според останатите кои што се дел од организација е нели како што спомнавме веќе наш селото Вашареца. Има прекрасна црква кој што е над селото, мислам дека не ми текна името Марио, Свети Георги, да. Каде што имаат неодамно изграден крст таму, ќе се свети лето, не ми текнува точно на кој празник. Но ќе биде голема манифестација, ќе биде доста интересно. Таму на поведок е цела Пелагонија, значи можеше многу голосе да се види и поплавените делови за жал, но меѓутоа може да се видат и останатите соседни села и речиси цела Пелагонија. Така да тоа село би го зел како едно од најбавите места во Пелагонија и до сега кај што сме били. Низ Македонија патувате со воз, а во Скопје и Скопско патувате со велосипеди. Одлучивте да им помогнете и на многодетните социјално загрозени семејства. Бевте во Волково и Драчево, оваа фотографија е од семејството во Волково. Како дојдовте во контакт со луѓето на кои што им треба помош? Станува збор за многодетни семејства кои што се социјално загрозени. Како млади луѓе ние секојдневно користиме интернет и благодарение на тоа сме во дофат до сите информации, па така и до информацијата за помош за загрозените семејства, многодетни семејства. Гледаме и фотографии од вашата посета. Да, истовремено ние социјалните мрежи, интернетот ги користиме и да ги расшируваме, значи потребата за помош на луѓе, така што најчесто за нив дознавме преку интернет, потоа ќе ведевме телефонските бројни и во непосреден контакт се решивме да отидеме кај нив и да оставиме помош. Била детската насмевка е најдобриот гест на благодарност. Вие се сретнавте и со дечињата на семејствата кои што ги посетивте. Каква беше реакцијата? Значи тоа е нешто незаменливо и нешто што мора нели прво да се осети на своја кожа, не е нешто што може да се опише преку зборови. Ние пред се, барам јас лично, дел од ова што го правиме токму за да ги украдеме тие насмевки, па макар за миг да видиме како е тоа чувство. Но меѓутоа не се само малите деца кои што тука го збогатуваат тој момент, самите луѓе се исто така и нивната позитивна енергија која што ја шират е исто така многу добре дојдена, интересно исто така да дефинитивно ова е една од незаменливите работи кои што може да се осетат за време на оваа акција. Често га следам на социјалната мрежа Facebook и можам да забележам дека има се поголем број на млади луѓе кои што сакаат да се дел од единствена Македонија, да дадат дел од себе за помош на оние на кои што тоа им е најпотребно. Кажете ми, ова не се единствените семејства на кои што има потребна помош. Како може да ве контактираат сите оние кои што навистина се во состојба во која што не можат да преживеат ниту тие ниту своите деца? За жал не се единствените. Прочам од прилогот кој го дошол во вашата емисија претходниот четврток, зашто многу сме ви благодарни. Не исконтактира уште 4 семејства на кои ме неопходна помош и ние секако ќе се потрудиме да собереме што е можно повеќе помош, бидејќи како млади луѓе и студенти пред се. Луѓето можат да не контактираат на нашиот Facebook профил Единствена Македонија со кирилични букви. Тука може да се информираат за сите наши
прошетки кои постојат, бидејќи ние имаме голема желба нели во вините на Македонија, но и помагањето, па така што ние се решивме секоја прошетка да има да се оставува донации или подарување на луѓе на кои што има потребно, пленарски домови, училишта и обратно секој помагање да вклучува прошетка и посета на природни и културно-историски знаменитости, така што на нашиот Facebook профил може да се информираат за сите наши следни планови и идеи. Напоменав дека бевте во Пелагониско, за жал изминативе неколку дни интензивните врнежи дожд повторно направија проблем во Пелагонискиот регион, имаме повторно изливање на реките. Ќе ве видиме таму веројатно и наредниот период, меѓутоа имате приоритет за Чинан Вкочани беше. Дали ќе се оди таму? Во моментов, бидејќи ние следиме и сме во контакт со луѓе од тие краишта, за сега нема потреба за помош таму, па затоа ние се решивме сега овој трет викенд од месец кога е бесплатно железнички превоз, да направиме една прошетка до велешките села Карабуниште и Соб, каде што воедно истовремено ќе направиме еден подарок со ранчиње, училиштен прибор и фудбалска топка на 4 братчи на селото Соб, кои се единствените ученици од тоа село кои посетуваат настава. Сите оние кои што сакаат да донираат, може да ве најдат на Facebook. Како што еднаш да го повториме? Единствена Македонија. Да, единствена Македонија кирилица. Тука би сака само да упатам една голема благодарност, бидејќи јавно да кажам, до сегашните наши акции, значи тоа ние како млади луѓе студенти се од сопствени средства се обидовме да го направиме и се приклучат многу млади луѓе од цела Македонија, значи Гостивар, Прилеп, Велес, Битола, Штип, Скопје секако. Обезбедивме 4 пакети на училиштен прибор и играчки од фирмата Office Plus, за што јас сум многу благодарен и им се заблагодарувам. Исто така, ние нашите прошетки оставивме сега за денот за пролета, бидејќи тогаш се погоди бесплатен железнички превоз, бевме до Прилеп, па ја нарековме постапките на Крајли Марко, ги посетивме манастирот Трескавец, Златоврв, имаше неколку слики, и Марковите кули. Па тука сите посетители и присутни остварија доброволен прилог, така што сите наши следни патувања и шетање низ Македонија, бидејќи ги правиме на доброволна основа со бесплатен железнички превоз, во рамки на нив ќе собираме доброволни прилози кои што секој ќе ги распределуваме на сите оние наши сограѓани кои што има потребно. За сите оние кои што сакаат да дојдат во Велес, во колку часот се трга? Тоа 18 април ќе биде во 9 часот тргнува возот, значи 10 или 5 минути пред 9 часот ќе се најде на железничката станица. По Велес, каде понатаму, дечки? Па еве тоа сакам да споменам дека ние сме на една идеја, значи да направиме едно барање петиција до македонски железници и надлежните установи во летниот период, значи некаде од мај до октомври, на младите да им се дозволат 2 слободни викенди за патување, за да може што можно повеќе да се ужива и шета во Македонија. И од друга страна ние планираме и да се вклучуваме активно во доброволни активности како значи гроздобер, берба на земјоделски производи, помош при изградби обнова на училишта, планинарски патеки, пошумување, еколошки акции, бидејќи како млади луѓе сакаме да дадеме свој придонес во изградбата на Македонија и да имаме прекрасни доживувања и животни искуства, така што ние имаме некои зацртани, некои ни се традиционални, како што например Пелистерско-Преспанскиот викенд на 3 езера, тој во јули ќе го организираме, каде што ќе посетиме Пелистерскиот и Преспанското езеро. И најавуваме велосипедски марш од Скопје до Крушево по повод празникот Илинден, кој што ќе го организира на почетокот на месец август. Од фотографиите кои што ги донесовте во нашето студио, можевме да забележиме дека некако едва и се однесовте саранците во Волково и Драчево да однесете помош на семејствата. Ќе биде ли тоа проблем во сабота? Има многу што да се носи, верувам. Ви треба ли помош од други луѓе? Па не, обично секој си го носи своето, но варанците не се преполни до врв, како што може да се види на сликите. Но сепак секој кој што ќе дојде може да се донесе својот дел и да помогне на тој начин, но меѓутоа ние носиме онакво колку што можеме, тоа е доволно многу и тешко за носење, морам да признам. Така да, секоја помош која што ќе може да ни дојде од страна ќе биде добра дојна. Но би додал добрата побуда, желбата за уживање во Македонија, другарство и пријателство со луѓето таму, воопшто не треба да го чувствуваме таа тежина, мислам во смисол на масивност на тоа што сме туку, напротив, добрата помисла и дружбата не воздигнуваат и не поттикнуваат да го одиме да го направиме тоа. Пред крајот на разговорот ќе ми ја подадеш само благодарницата, благодарница за вашата емисија, така, за сето она што
Јас би рекла дека ние вам треба да ви се заблагодариме, иако навистина многу ни значи, што добивме благодарница за моментот на промоција на сето она што вие го работите. Ние ќе ве следиме и понатаму и ветуваме дека сето она што ќе го правите, ќе го промовираме, ќе зборуваме за тоа, бидејќи ние се радуваме на тоа што вие го правите како млади луѓе по поглед на ширењето на хуманата мисија. Тоа ни треба во едни вакви бурни времиња. Секако ви благодарам, многу ние стоиме на располагање за помош, дружба на секаде, како што спомнали из Македонија, и затоа сме вие додуваме благодарница, бидејќи ние со ограничени средства, ете се обидуваме нешто да сториме, вие ни го давате овој простор до целата македонска јавност да ги упатиме овие наши пораки и наши дејности. Благодарам многу. Ке благодарам и јас, ако треба да веруваме во тоа дека во младите иднина, тогаш со вакви млади немаме проблем. Да благодарам уште еднаш. Благодарам.